Екоакцијата имаше за цел преку собирање на стара и неупотреблива хартија да се мобилизираат сите основни и средни училишта во градот, но и институциите и сите граѓани да одговорат на повикот за чување и одржување на средината во која живееме. Учениците во целост ги исполнија првично поставените цели на оваа акција. Го одбележаа денешниот ден 22 април, денот на планетата Земја, пригодно со еколошка акција, допринесоа во зачувањето на животната средина и со свој личен пример испратија силен сигнал рециклирањето да се спроведува секојдневно. За ова време успеавме да собереме околу 4000 килограми хартија. Допринесовме во зачувањето на животната средина и директно заштедивме 8000 литри вода, 16000 киловати часови електрична енергија, 520 килограми загаден воздух и спасевме од сечење 120 дрва. Ваквите екоакции се одлична можност за потикнување на јавната свест за зачувување на средината во која што живееме, затоа што резервна планета немаме, рече Прилепскиот градоначалник. Денот на планетата Земја секој се одбележува во нашиот град, поврзан е со екологијата, заштитата на животната средина во која што живееме. Резервна планета, резервна природа немаме ние и затоа секојаш треба да штитиме мајката природа која што ни возвраќа на најразличен начин и пред се да се придржуваме на здрав живот кој исто така е поврзан токму со екологијата. Таа е пораката да штитиме животната средина и преку тоа да се заштитиме и самите себе си. Инаку денеска во над 150 земји ширум светот се одбележува денот на планетата Земја, со цел зголемување на свеста кај луѓето за загрозеноста на животната средина. Денот на Земјата е востановен во 1970 година во Соединетите Американски држави, а во целиот свет се одбележува од 1992 година, кога на конференцијата на Обединетите нации за животна средина во Рио де Жанеиро е формирана програма за промоција на одржлив развој. Експертите предупредуваат дека човекот со своето дејствување најмногу придонесува за загадување на животната средина.